горе кој ќе ме праша од што сум рикнал. Шо ќе му кажам без живи срамотилоци бе? Еј, Свети Петре, ја рикнав од лижање сладолед. Абе, човеков ќе се утепа од смеење бе, недела дена нема да врши прием од рајот, у рајот што ќе се клешти бе. Како, од шо рикна? Викам, од лижање сладолед на кој што капеше вода од еркондишено, кој што се какаа гулабите. Ај бе, не јади гомна. Вика, го гледаш оној тамо? Викам, го гледам и шо? Вика, он имал 15.000 жени. Од 15.000 првата фатил сида и умрел. Бачиште невидено. Херојска смрт. Него, вика, му давам бенефициран престој у рајот и дозвола за споменик на кој плоштад сака у Македонија. Вале ќе му го прави за 600.000 евра. Ситно. А вика, го гледаш оној другиот. Шо бе, му викам тој? Вика, тој 3000 пути скокнал со падобран. Имал 20 жени, 10 мужи, 3 магарици, 2 овци, 1 кобила. Му се родиле 20 деца. 3001 пут не му се отворил падобранот и умрел ко фраер бе. А не ти си умрел од лижање сладолед на кој што капела вода од еркондишено, кој што се какале гулабите. А види, бегај. На тоа ми текна ја кога искочив од таа државната лабораторија и кога прочитав у резултатот дека ми е изолирана Ешерихија коли или што би рекол Берлускони бактерио молто популаре. И ја така испаничен трчам кај оваа матичнава, влагам, она ми вика, кај си бе ги донесе резултатите, да не има нешто. Викам, како ме праша, као одидам од породилно. И ги оставам резултатите, она ги гледа, вака ги листа, и вика, да, добро, супер, чисто, одлично, браво, така, убаво, здрав си. Абе, од каде кај тебе Ешерихија коли? Викам, како ми рече од каде кај мене Ешерихија коли, како да ме виде у Мерцедес кабриолет, па од кај на мене Мерцедес кабриолет. Абе, викам, ова е шлакната бе, шо да и кажам бе? Сум јадел говна и тоа од голуб, да немаш нешто против? И таман тогаш ние да се фатиме за гуша, она мене вака ми го фрла резултатот и ми вика, не можеш да имаш ти Ешерихија коли бе, овие у државново појма немаат. Како бе појма немаат, нели овие у приватново немаат појма? Не бе, вика, не може да имаш Ешерихија коли, да имаше, вика, Ешерихија коли, вика, па ти сега ќе гореше температура, вика, ќе те тресеше треска. И тука малце мене ми падна камен од срце, али ја гледам докторкава, вака се потпрела и ме гледа. Абе, да не си ти обратен? Викам, шо? Да не си двоцевка. Молам? Педер бе, педер, да не си педер. Па си го примил анално, па после си го лапнал орално. Па ко си го лапнал орално, си лапнал и од тоа Ешерихијата коли. А мене ме мавтосуеш тука со сладоледи гулапчиња. Си лижал ти сладолед, ама од некој друг вид, од некое твое другарче гулапче, признај. Чекај бе, викам, не сум педер, не сум онадел ништо со месеци, Ешерихија коли у грло. Не се секире, вика, оди сега да правиш втор бриз. Ако пак се покаже Ешерихија коли, вика, да ти препишам антибиотик. Еве ти упат, оди во приватната. Аман бе, викам, оваа била кому иде бе. Кај се ја причава дека овие од приватната ги носат примероците у државната. Ма викам, ај бегај, шо ќе се расправам со оваа? Дај да одам кај што ме праќа да си извлечам поволен резултат за себе. Оти како викаат? За животот се работи. И јас, право у приватната лабораторија, тамо влагам и го сретнем другар ми Љутви. Ја мислев дека он учи медицинско да стане лекар, али него не му се учело па станал лаборант. И болje што стана лаборантот и да станеше лекар, немаше да може да ми помогне. И он мене ми зима бриз, ми вика, ќе доеш за 2 дена, ја тие 2 дена не знам како издржав дома, дое братучет ми да ме вика на сладолед у Палма, ја само кога слушнав сладолед ми идеше да го исчукам тука. Али дојдов после 2 дена нормално, не меѓу 1 и 2, него кога сакаш си одиш у приватно, можеш за Бајрам, за Нова година, за Велик, кога сакаш си одиш. И ја чекам таму у таа чекалната, ете ти го Љутви од една страна, трча и ми вика, ништо брат. Викам, сум ја ебал утката у голубарни, како вика нишо.
или ништо не направил, или спортски кажано, резултатот не е у моја корист. Ништо, брат, ништо. Немаш ништо. Како бе, викам, немам ништо? Така бе, брат, овие у државна лабораторија зебале работа. Имало некој смотан лаборант, него му паднале тоа бризови доле на патос и све се контаминирал. Меѓу тие бризови што му паднале доле на патос бил и твој бриз. Али не бил само твој бриз. Меѓу тие бризови бил бриз и на еден наш познат политичар у парламент. И така цел свет разбрал да познат политичар има ешерихија коли у грло. И тие негови колеги у парламент почнале да го дупат, да ешерихија коли у грло му и од многу јадење говна у говорница. Па овај политичар многу се изнервирал, се вратил назад у тој државна лабораторија и почнал да се дере. Че вие бе матеру пичка со калашников, од кај на мене ешерихија коли у грло. Па овие морале да му прават втор бриз и му направили и втор бриз и така се дознали за тој скандал што паднале тие бризови од тој смотан лаборант доле на патос. Леле, и од среќа пајдушко ке заиграв. Почнав да го љубам Лјутви и така весел си одскокав до дома, ама ете, радоста кратко ми траеше. Пошто за она што се случи после, навистина не би му го посакал на никој. Ми расцветаа хемороидиве. Вие секој знае што се хемороиди? Не метеори. Хемороиди. Сите знаеме, така? Па нормално, кој си има, тој си знае. Како и да е, за оние што не знаат, вака ќе кажам. Американците хемороидите ги викаат pain in the ass. Или у превод би дошло досадна болка во газот. А ние си ги викаме... Абе, шо има сега ја тука да ви ги дефинирам, која можам да ви покажам, која више гледам. Уствари, најболje да не ви покажувам, пошто како викаат, една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи, кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнување. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнување, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се. Одењето по доктори ви е као социјална мрежа. Као Фейсбук. Секојаш си обкружен со луѓе и сите се нездрави. Чекаш ред пред матичен, се дружиш со луѓе. Чекаш ред пред специјалист, се дружиш со луѓе. Чекаш ред на рентген, се дружиш со луѓе. Чекаш ред у аптека, се дружиш со луѓе. Сите не мора да ги прифатиш за пријатели, али затоа они тебе те прифаќаат. Пошто, како викаат, секој пациент има потреба да ти се пожали, да ти препорача лекче, чајче, терапија. И сите тие ти дишат у фаца и те бомбардираат со илјадници, вируси, бактерии, ехинококи, стрептококи, дулеикоки. Абе се што сакаш.